драги гледачи, почна работната недела, понеделник и ние нормално почнуваме со многу интересна тема за дискусија. Тина, која е таа тема? Таа тема е врзана токму со работата на извршителите. Оно што ве прашуваме денес во Црвена линија и секако ве очекуваме да се јавите на 0230766777 е дали е потребна ревизија на работата на извршителите. Ке споделите, се надевам, ваши искуства, ваши ставови и мислења на оваа тема, а секако направивме и анкета за која што многу повеќе ќе ви открие токму мојот тема. Така, малце подоцна ќе ве покажеме таа анкета, што си знаете дека е на Инстаграм, на Црвена линија и на Телма, но на кратко да ве потсетам, да ве спремам за неа од која ќе видите, гласи извршител, професија или роднина на Дракула? Професија, роднина. Ваше да гласате. За кратко ќе ја покажеме. Сега, што е следно? Сега е следно само да ве подсетиме што не смеете вечерва да пропуштите на Телма телевизија. Ете така, повторно сте со мене и Тео, ново понеделничко издание на Црвена линија. Подсетуваме, денес со вас зборуваме за тоа дали треба да се направи ревизија на работата на извршителите. Ве очекуваме на 0230766777, а секако во денешно издание на Црвена линија ќе имаме и гостин, кој што ќе го вклучиме нешто подоцна, а тоа е извршителот Премтим Керими. А како Тина што ве подсети дека ве очекуваме телефонски број 02-307-6677. Нормално ве очекуваме нашите социјални мрежи, Инстаграм, Фейсбук и Твитер Црвена линија, во тема на денот во коментар, нормално и во пораки во меседжес, да ни кажете ваше размислување за нашата главна тема. А додека сме тука кај социјалните мрежи, да видиме анкетата. Вака гласи: извршител, професија или роднина на Дракула? Си знаете правила се правила, професија, роднина на Дракула. Си гласате и после рекламите ние ги покажуваме крајните резултати. Сега ќе ве подсетиме дека неуморно треба да коментирате, да споделувате и шернувате на нашите социјални мрежи. Тео ќе ги прочита коментарите, секако ќе продискутираме и во живо со вас, драги наши, 0230766777. Еве како еден вид и вовед во оваа дискусија ќе подсетиме дека извршителите се именувани и распоредени на 11 подрачја на основните судови во Република Македонија. А токму на оваа тема ќе го вклучиме во моментот веќе го гледаме господинот Премтим Керими, кој што е всушност и извршител од Куманово, го секако член на комората на извршители. Добар ден и благодарам што одговоривте на поканата на Црвена линија. И благодариме на вас што ме повикавте. Така, токму со вас ќе проговориме на денешната тема. Па такво ќе биде и првото прашање: како се контролира работата на извршителите? Уште еднаш благодарам на поканата и многу ми е мило што имате ваква тема што да им се објасни на граѓаниве што е работа на извршителите и да знаат дека професијата на извршителите е една од најконтролирани професии во правниот сектор од сите другите. Нашата професија или извршителите се контролираат од страна на Министерството за правда, од страна на судот и од страна на нашава комора. Министерството за правда е едно од примарните што врши секоја година, врши редовна контрола врз работата на извршителите и гледа тоа извршителите да постапуваат врз основа на законот за извршување, кој исто така е донесен од истото министерство. Така и сега можеме на второ прашање теме, дали има случаеви каде за еден денар вкупниот долг за наплатата достигнува големи суми? И ако има, како се справувате со сето тоа? Има ли место за жалба на решението за извршување? Има. Мислам, како што требаше да кажам и да проложам и на првото прашање, дека исто така контрола индиректно врз основа на користење на правните лекови од страна на граѓаните, исто така прави и судот. Со тоа што за било каков сомнеж од страна на должниците или доверителите, сакам да кажам странките во постапката, може например да се приговори на било која неправилност или незаконитост што се сомнева дека е направена од страна на извршителот.
Така и еве последно И прашање. извинете, само за еден денар, пошто ова мислам дека се повторува во било која емисија кој што тема е на пример извршната постапка извршителите. Да кажам дека ние извршителите не смееме да одбиваме извршни исправи или премети на пример кои се донесуваат кај нас. Без разлика дали е тоа некоја смешна сума како што е 1 денар, 2 денари и не знам што. И сега последно прашање од Црвена линија до вас, дали треба да има според вас ревизија на работата на извршителите и дали воопшто се спроведува никаква ревизија? Па веќе ви кажав, мислам дека ова е како на дополнение на првото прашање. Веќе се прави контрола и ревизија на работата на извршителите, но доколку прашањето дали треба да се дополни веќе, например, системот на контрола кој се прави, мислам дека не. Мислам дека со ова што го имаме сега, се, како да кажам, се опфаќаат сите аголи, например, на нашава работа. Господин Кериме, благодарам што одвоивте време и се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Останете до крај секако да го слушнете мислењето на граѓаните. Благодарам и на вас. А сега, драги наши, време е со вас да продискутираме на оваа тема. Дали е потребна ревизија на работата на извршителите во Македонија? Го прашуваме првиот гледач од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Вашето мислење околу темата? Дали се слушаме? Еве ќе потсетиме колку пати да потсетуваме. Се разбира дека секогаш треба да биде намален тонот на телевизорот и да зборувате преку слушалка со нас за подобро да се слушнеме. Така, како што подсетив, ние имаме профили на Твитер, Црвена линија, и таму ни искоментира на темата. Има Бредли Купер со негов коментар, кој гласи: "Нетрагично е што никој не ги контролира колку наплаќаат. Класично злосторничко здружение за ограбување на народ." Тоа е мислата на Бредли Купер. Сега веќе е време за гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Според вас дали е потребна ревизија? Поздрав до вас и до телевизија Телма. Поздрав и до вас. Ова прашање е добро поставено од правен аспект. То ние како граѓани на Република Северна Македонија одамна го бараме да се изврши една контрола, една ревизија што е сега назначена на вашата тема, на сите извршители во Република Северна Македонија, затоа што искам да ви кажам, тука има некоја раскалашеност во поглед на извршувањето на сите оние пристапни дела кои што му ги даваат на извршување и на некој начин прават и злоупотреби во тој поглед на извршувањето на сите тие процеси кои се однесува кај извршителите. Јас сум имал такви случаи, затоа ви тоа ви го кажувам, затоа што се договараат со другата странка како да прават, што да прават и така натаму. Затоа јас повикувам судот, бидејќи судот надлежен за извршителите, која ќе му ги даде решенијата на извршување, треба да му даде и рок, и во тој рок, каде што е за извршување, треба да достават назад како се извршило, што се извршило, колку се наплатило и како се наплатило. Затоа што тука има многу незаконски работи кај извршителите при извршувањето на решенијата што му се даваат на извршување. Ви благодарам многу. Ви благодарам и вам што го споделивте вашето мислење со нас. Вклучуваме следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ајде, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Што правите, бе, деца? Живи и здрави. Живи и здрави, секое добро и вам. За првото прашање, јас сум за Дракула. А на анкетата На анкетното давате. прашање. Так, добро. Таа пишите ме дека Дракула. Добро. Е. А во однос на тоа дали е потребна ревизија на работата на извршителите во Македонија? Се слушаме? Да. Да. За главната тема. 3-4 секунди. Не сум го навалил доволно. Продолжете, сега, времето истекува, значи зборуваме за Вака тоа. извршителите. Професија и реков роднина на Дракула. Тоа Да. е за анкетата. Главната тема ни е дали е потребна ревизија. Не беше да изврши таа тема, да. Да. Да ве Треба слушнеме. ревизија. Зошто ќе кажеме? Зошто? Верувајте ми, некои компании и предпријатија во Република Македонија, оставете го овој пред мене, Северна, нека си ја најде Северна, кај
Нека ја бара негде на Антарктик, на Арктик, тамо, северна може. Ќе ја најде. Кај белите мечки Добро, пингвини. се пак тоа се е свое мислење. 26 секунди. Да, гледам. За темата. Да слушнеме само. И зошто ги спомнам? Предпријатија и компании кои директно не плаќаат данок, да речем здравствено, вакво, социјално, пензионно осигурување, него носат со актовки директно кај социјалдемократскиот. Времето истече. Добро, ако се укаже шанса, побарете неповторно 90 секунди за секој следен гледач. Така, идеме сега со нашиот следен гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Одлично се слушаме. Значи, добар ден и на гостинот. Добар ден и гостинот, добар ден и на вас. Добар ден и вам. До прашањето дали е потребна ревизија на работата на извршителите во Македонија, да, како прво смитам дека е таа измислена професија, меѓутоа и кога веќе се однесува на некакви извршувања, треба да постои временска рамка. Кај нас тоа не постои. Во Скопје, во Македонија не постои, туку е прашање на договор извршителот и тој што треба да носи. Меѓутоа, значи мора да се види целиот предмет, мора да се прегледа и да му се постави на тој што треба да плати една временска рамка. Не може 20 години да плаќа некакво дело. Или после 20 години да плаќа некакво дело. Значи, сепак сум или да се укине ова професијата извршител, или да се донесе, или ревизија да се направи на сите извршители во Македонија, во Скопје, да ви кажам, е страшно нешто. Ви благодарам на сите и пријатно. Ви благодарам што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија, а сега се префрламе на твит заедницата. Така, одиме да видиме нови коментари што имаме, нашата тема на денот. Првиот коментар е од Джокер, кој гласи: извршителите треба да се укинат. Тоа е грабеж без контрола. Тоа е коментарот на Джокер. Идеме на нашиот следен коментар. Како би се наплаќале побарувањата ако не се извршителите? А за тоа дали е потребна ревизија на работата на извршителите во Македонија, го почуваме и следниот гледач со негово мислење. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот за да подобро не слушнете. И комуницирате со нас преку слушалка, не го гледате телевизор, додека зборите со нас. Дали не слуша гледачот? Црвена линија? Да, ви слушам, да. Одлично. Повелете. Наплатувањето на судските долгови постоеше и пред да се вклучат извршителите. Тогаш си имаше таму одредени лица кои си наплаќаа и можеби за наша среќа тогаш не наплаќаа камати никакви. Значи доаѓа право со опомени, имате вие пресуда, па треба толку да платите, па ќе те молим ако немаш пари, јас имав таква една случка можеби пред 35-40 години, па ако немате пари ќе ви дадем на рати да платите. Значи доаѓа човекот те наоѓа или дома или на работа и се плаќаше, значи судските трошкови на некој начин се плаќа и тогаш. Меѓутоа за да се растеретат судовите од тие работи, им е дадено на овие извршителите да бркат работата. Значи извршителите добиваат решенија кои се конечни за наплата и тогаш стапуваат во контакт со овие што треба да плаќат, тоа се доверители. Така. И нормално засметуваат своја работа, има дел од тоа и некој процент на камата, ако има време, ако е поминало време, ако нема потреба од камата, не засметува. И сега тука доаѓа до недоразбирање, значи тие стават. Секогаш внимавајте на тајмерот 90 секунди, се разбира отворена програма сме, побарајте неповторно. Така. Одиме сега со Твитер заедницата. Пред тоа, нормално ќе видиме твит, еден твит ќе видиме од Твитер и еден коментар од Фейсбук. Овој твит вака гласи: домот е таму кај што доаѓа извршител.
А ако збориме веќе кај коментарот на Facebook од Ана Глигорова, извршители, лихвари, рекетари, уценувачи, државни службеници, организирани во мафијашка мрежа. Борбата продолжува. Ја не се служам со огин, јас сум огнот. А сега ќе видиме дали и на црвена линија ќе вклучиме уште еден гледач. Напомена намалете го тонот на ТВ приемникот за да не го губите времето од мерачот кој што дава 90 секунди за секој јавувач. Добар ден. Добар ден. ден. Секој добро. Добар ден. Добар Одлично ден. ме слушаме. Поздрав од Кавадарци. Голем поздрав. до Кавадарци. Вака сега, дали е потребна ревизија? Извршителите треба, госпоđo, одма да се укинат. Извршителите ги создаде ВМРО. Тој министерот што е од Береските села пари зимаше и ги слараше тие извршители пари зимаше у времето на ВМРО, а ги продолжи СДС. И тие треба одма да се укинат. Се богатија, дајте какви беа сирома, што ти немат, какви джипови водат, одма да се укинат. Овие двете влади на ВМРО, они ги се задие. И одма Внимателно со спомнување имења на партии и политичари. Кажи во народот, пари не знаат колку има, джипови, кучи се имат. Одма да се укинат тие извршители. А најмногу ги создаде ВМРО, а Еве вака една напомена, значи да се држиме до темата, златно правило на црвена линија, за да не се вклучи веднаш, да не се спомнуваат имења на партии и секако да се држиме до говорот на пристојноста без алудирање на омраза и насилство. Така, Продолжуваме со социјалните мрежи. Да се вратиме. Имаме сега еден твит од Џорџ Вашингтон кој гласи вака: кривичната пријава за лихвар од Липковско за заем од 1500 евра барал 90.000 евра. И Џорџ Вашингтон што коментирал: братот комотно може да стане лиценциран извршител. Идеме со нашата следна. Но може да почнеме и гледаш. Ќе дадеме предност на Нормално. гледачите. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ти ајде пробај ти. Ајде. Добар ден, дали се слушаме? Бидејќи немаме реакција од другата Се страна, враќаме. се враќаме повторно на интернет заедницата, овој пат со уште еден интересен твит. Така, од мој центар, го сакам центар. Ако не платиш сметка на јавно предпријатие, те даваат на извршител. Но, ако јавно предпријатие не се ја врши својата работа, која е казната? Ете така, веќе ни јавуваат од режија дека можеме да вклучиме следен гледач, па велиме добар ден. Добар ден. Дали е потребна ревизија на работата на извршителите во Македонија? Каква ревизија, одма укинување треба, тие сите треба да заврши како земјоделските задруги што завршија. Треба да се укинат. Тие се кожодерци на народот. Добро, продолжете слободно, имате 65 секунди. Се исклучи гледачот. Добро, останете со црвена линија. А сега вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Кој е вашиот став? Се слушаме? Да, супер. Дали е потребно ревизија? Па да ви кажам, јас имам, не знам што да кажам. Значи, извршителите станава Рокфелери, да речем, у некој така, мислам, у некоја смисла. Значи, стварно, јас имав лично, што ми беше директор во фирма, мислам, човекот стана извршител и да не кажувам од каде до каде дојде. Значи, кажувам нешто што лично го знам. Значи, ја не знам зашто постојат извршителите. Затоа што порано тоа се идеше преку суд и пак имаше некој ред, имаше известување, па се плаќаше. Значи, они така сега луштат, они така стават. Ја не знам стварно дали нив некој им прави ревизија, колку наплаќа, што наплаќа, кој процент, која камата, по кој... Па ја мислам тоа треба таму да се направи. Кога ти нешто правиш, треба да го докажеш по тој член, по тоа толку. Ова е, значи, ја не знам, по 1000%. Ова е претерано. Извршителите, како што рекоа сите до сега, ја мислам треба подхитно да се
да се откажат, да не постојат, или ако постојат да има некоја минимална заработувачка што можат и како можат да речам да живеат, а не да стануваат милионери. Буквално олигарси се. Благодарам што го споделивте вашиот став со Црвена линија. А сега одиме со Кратки реклами. Еве сме назад после кратките реклами и сега се враќаме на нашето анкетно прашање да ги видиме крајните резултати. Извршител, професија или роднина на Дракула? 35% професија, 65% роднина на Дракула. И одма одиме на нашиот Facebook. Ќе прочитаме два коментари. Првиот коментар е од Јулијана, извршител, измислена професија. Вториот коментар нека биде од Слободанка, под хитно ревизија, ова веќе излезе од контрола, го уништија народ, го доведува до просечки стап за мали долгови. Поздрав до двајцата прекрасни. Инаку не му верувам на гостинот сега што кажа. Тоа е ваше мислење, Слободанка. И другите коментари секако вие може да ги прочитате на Facebook профилот на Црвена линија. И секако да продолжите да коментирате. Утре се гледаме во истото време, 16 часот 15 минути, а сега уживајте во програмата на Телма телевизија. Довидување.